Го преживеавме првото рочиште за случајот Пулс. Болно, тежок товар на душите, но го издржавме. Со надеж дека второто конечно ќе го отвори патот кон правдата, но наместо тоа беше одложено. До кога ќе се одложува правдата? До кога ќе се одложува вистината? До кога ќе се одложуваат нашите животи и нашите срца? Излеговме од судот со стегнати души и токму тогаш видовме уште една неправда. На истиот паркинг без никаква организација, без кордон, нас родителите на загинатите деца не ставија рамо до рамо со обвинетите, паркирани едни до други, лице во лице. Не сме предмети во предмет, туку живи луѓе со отворени рани. Повторно лице в лице се најдовме и со кочанските адвокати. Повторно ни објаснуваа дека имале право да ги бранат своите клиенти. Свести сме дека секој има право на одбрана, но исто така знаеме дека дел од тие луѓе имаат свои блиски кои беа повредени или за жал ги нема повеќе. Но ние реагираме, како да молчиме? Нашите деца имаат право да живеат. Ние имаме право да зборуваме, имаме право да протестираме, имаме право да викаме. Нашиот гнев не е омраза, тоа е болка што врие во секој родител што изгубил дете. И кога ќе ни кажат немајте реакција, ние велиме не. Ние ќе реагираме, ние ќе зборуваме. Нивната работа е одбрана, нашата работа е борба. Нивната работа е интерес, нашата работа е љубов кон нашите деца. Но за нив, за нивното име и спомен, ние нема да престанеме да бараме вистина и правда. Правда за 63 ангели. Правда сега, не со нови одложувања.